Амбасадорот на Европската Унија Дейвид Гир оствари работна посета на општина Кочани. При тоа имаше средби со локалната власт и граѓанскиот сектор во рамки на серијата општински посети по отворањето на пристапните преговори на Европската Унија со нашата земја. На средбата со градоначалникот Љупчо Папазов и со членовите на Советот на општина Кочани, амбасадорот Гир ги представи активностите што ќе следат во пристапниот процес, како и нивното влијание врз секојдневниот живот на граѓаните. I think our discussions have been very... Како што веќе беше кажано од страна на градоначалникот, ние фокусиравме, нашата дискусија навистина беше фокусирана на многу практични прашања. Всушност, исто така разговаравме за тековни проекти кои што се финансирани од страна на Европската Унија, меѓу кои исто така и менаџирање со тврд отпад. Мислам дека тука зборуваме исто така за камионите и за металните контейнери кои што беа дадени на вашата општина. И исто така, од другата страна, вистина, Кочани како град има многу потенцијал, има што многу да понуди, представува привилегија за Европската Унија, што беше во можност да ги потрши тие проекти кои што се поврзани со развој на туризмот во овој регион и исто така за реновација на некои од важните згради во општина Кочани, а не помалку важност има и зградата во која што моментално сме, а тоа е мултикултурниот центар. Имаме многу корисна средба со општинскиот совет на општина Кочани. Имаме можност да разменуваме мислења што се однесува на пристапниот процес на вашата земја кон Европската Унија и всушност тоа што е факт е дека пристапните преговори кои што почна минатиот јули, имаме денеска можност да разговараме за тоа што всушност почетокот на пристапните процеси значат во практика, посебно за овој град, и се разбира дека и како оди текот на пристапните преговори со Европската Унија. Градоначалникот Папазов упати благодарност за досегашната подршка што Кочани ја добива од фондовите на Европската Унија, особено во искористувањето на природните потенцијали. Ги споделивме и проектите кои беа реализирани со помош на средства од финансирани со средства од Европската Унија и констатиравме дека сме на добар пат за да реализираме проекти кои се во тек. Особено се осврнавме на проектот за реализација на регионалната депонија и третманот на цврстиот отпад и го искажавме задоволството од средствата кои ги имаме добиено во моментот за успешно реализација на ваквиот проект. Во делот на потенцијалите на општина Кочани дадовме посебен акцент на ресурсот геотермални води кои го имаме на располагање и во тој правец ја добивме поддршката и ветувањето од страна на господинот Гир дека се спремни да ни помогнат во подготовка на техничка документација, истражувања во делот на изнаоѓање на начини и можности максимално и ефикасно искористување на овој потенцијал со кој располага општина Кочани. Во рамки на посетата на општина Кочани, евроамбасадорот Дейвид Гир имаше средби и со представници на локалните граѓански здруженија и институции кои добиваат европска поддршка за реализација на нивните активности. Општина Зрновци почнува со практична реализација на проектот за подобрување на условите за земјоделско производство, а со кој ќе се изградат помошни канали и каскади во коритото на реката Зрновка. Кон крајот на минатата година општината обезбеди 9,5 милиони денари преку источниот плански регион како дел од програмата за рамномерен регионален развој за 2022-та. Парите ќе се инвестираат во изградба на инфраструктура што е неопходна за земјоделското производство. Градоначалникот Борчо Коцев, заедно со представници од Центарот за развој на источниот плански регион и изведувачот на градежните работи, компанијата Стоименов од Кочани, го потпиша договорот со кој наскоро ќе почне изведбата на планираните објекти на терен. Ќе се работи на изградба на виничка вада во должина од 1450 метри, како и на морошка вада долга 850 метри. Дополнително со проектот планирано е да се изградат и 3 каскади во коритото на реката Зрновка. Со реализација на проектот за подобрување на состојбата со каналите за наводнување и одводнување и изградбата на каскадите,
Значително ќе се олесни работата на земјоделците. Ќе се обезбеди поефикасна динамика и количини вода за наводнување, а истовремено ќе се обезбеди и заштита на асфалтираните патни правци покрај каналите, кои досега беа постојано на удар од наредените излеани води. Одделението за внатрешни работи од Кочани поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство против едно правно лице од Кочани и 53 годишниот ВТ од Кочани како одговорно лице во ова предпријатие за сторено кривично дело пустошење шума. Пријавените лица во шума што е во државна сопственост прогласена за заштитен предел во шумско-стопанската единица Злетовска река Пониква, лоциран на Осоговските планини во местноста Бунари, во текот на септември минатата година извршиле бесправна сеча на букова дрвна маса во вкупна количина од над 207 метри кубни. При тоа, спротивно на закон, без претходно да биде склучен договор со шумското стопанство Осогово на јавното предпријатие Национални шуми, била вршена сеча и дотур на дрво. Пријавените во периодот од 22 до 30 септември исекле 97 букови стебла во количина од околу 120 метри кубни. Потоа бесправно ги складирале и ги подготвиле за превоз, а бесправно исеченото буково дрво, трупци во количина од 88 метри кубни, го оставиле во сечиштето. Бесправно исечените трупци и складираното буково огревно дрво кое било нежигосано се пронајдени во шумската стопанска единица Злетовска река Пониква. Вкупната количина изнесува над 207 метри кубни. Тие се одземени и предадени на шумското стопанство Осогово на јавното предпријатие Национални шуми. 28.000 денари изнесува пазарната вредност на 1 декар ориз на нива од прва класа, додека во втора класа таа е за 1/4 повисока и изнесува 55.000 денари. Ваквите проценки ги направил стручен колегиум во општина Кочани, а цените ќе се применуваат во пресметката на даночните обврски во текот на 2023 година при купопродажба, подарување или друг вид промена на сопственоста на земјиштето што е опфатена со одоначувањето. Во утврдената пресметка стои дека најголема вредност има земјоделското земјиште, што катастарски е заведено како интензивен овоштарник, при што 1 декар од 7 класа чини 650.000 денари, односно скоро 11.000 евра, додека истото земјиште во втора класа е 138.000 денари или над 2.000 евра за декар. Вредноста на нивите на кои се засејува жито или други култури се проценуваат на слична вредност како оризните, односно 30.000 за втора класа, а по 28.000 за прва и трета класа. Висока цена имаат и градините од втората класа, кај кои проценката е дека чинат по 86.000 денари, ливадите 89.000 за трета, а шумите на 18.000 во прва класа, додека пасиштата дури 151.000 денари за 1 декар од петта класа. Овие цени се однесуваат на земјиште во атарот на Кочани и рамничарските села, како и за селата Бели и Нивичани. Службите во општина Кочани утврдиле дека и во Рицко-планинскиот регион најголема вредност имаат шумите, особено оние од 6-та класа, за кои при плаќање данок за купопродажба ќе се смета дека 1 декар чини 150.000 денари. Веднаш потоа се лозијата со 55.000, градините и овоштарниците со по 31.000, а крските ниви од 8 класа 51.000 денари. Освен за земјоделското, утврдена е и вредноста на градежното земјиште. Според проценката на општинарите, парцелите во градското подрачје од прва зона чинат 2460, втора 1845, трета 882, четврта 452 и петта 156 денари за метар квадратен. Во шестата зона квадратен метар се проценува на цена од 19.012 денари. Овие цени се основа за пресметување на даноците на имот, наследство и подорок во управна постапка пред органите на општина Кочани, освен кога цената утврдена во договорот за купопродажба е повисока од пазарната вредност. Во таков случај ќе се прифати повисоката цена што е договорена меѓу странките во договорот како даночна основа за пресметување на данокот на промет.
Просечните цени на градежното и земјоделското земјиште за подрачјето на општина Кочани, што се утврдени со методологијата, ќе се најдат на разгледување во Советот на општината на седницата закажана за петок, пошто доколку бидат усвоени, ќе почне и примената на оваа методологија. Фудбалските екипи од Кочани и Виница ги продолжуваат подготовките пред почетокот на пролетната сезона во третата, односно втората лига, а ја продолжуваат и серијата пријателски надпревари со други екипи. За сабота на стадионот Никола Мантов е најавено дека кочанскиот третолигаш Осогово ќе го има вториот контролен надпревар во подготвителниот период. Жолто-сините ќе го дочекаат второлигашот Каменица Саса, што ќе биде добра можност да се провери подготвеноста на фудбалерите. По нерешениот резултат од 2:2 против комбинираниот и подмладен тим на прволигашот Работничкиот Скопје, што се одигра во Кочани, се очекува тренерот Ефтим Аксентиев повторно да им даде можност за настап на повеќе фудбалери. Почетокот на средбата со гостите од Каменица е закажан за сабота од 13 часот. Четвртиот контролен надпревар викендов ќе го одигра екипата на Слога 1934, која во Виница ќе биде домакин на Вардар од Неготино. По убедливата победа од 3:0 на домашен терен против младинската екипа на Академија Пандев, виничкиот второлигаш против третолигашот од Неготино ќе има сериозна проверка на подготвеноста. Причина за тоа е што гостите се солидна екипа која игра добар фудбал, а во првенството на третата фудбалска лига група Југ е есенски првак. Во досегашните 3 контролни надпревари Слога забележа по една победа, пораз и нерешен резултат, а средбата со Вардар реално ќе ја покаже подготвеноста на играчите пред почетокот на пролетната сезона. Надпреварот против третолигашот од Неготино во Виница ќе се игра в сабота од 14 часот. Кошаркарското првенство во третата лига група А викендов продолжува со одигрување на 11-тото коло. Екипата на баскет Дино Деликатес ќе гостува во Свети Николе против последно пласираното Овчеполе. По минатонеделната убедлива победа со 50 на коша разлика против Струмички Ролинг, момчињата на тренерот Александар Диванисов се фаворити и на овој надпревар. Со победа и освојување на бодовите тие имаат шанса да го подобрат пласманот на табелата, со оглед што во моментот се на четвртата позиција со 17 бода, еден помалку од Младинец и Феникс Баскет, а 2 бода за останување зад лидерот Маđари. Гостувањето на баскет Дино Деликатес против Овчеполе е в сабота од 18 часот.